Како доверлив курир на Гоце Делчев, Ангел Бабабожанин, Винички е организатор на тајниот пат од Виница за Кјустендил, кој поминувал преку селата Драгобраште, Грљани, Илиово, Драмче и Ветрен. Во селата Ангел имал доверливи соработници кои при преведувањето на луѓе преку границата и пренесувањето на оружје и други материјали го обезбедувале тајниот пат. Во 1897 година, кога една банда го убила виничкиот бек Ќази Мага и селскиот курир Васе, разоткриена е тајната на организацијата. Разоткриено е дел од нелегално обезбеденото оружје, дешифрирани се тајни писма, пронајден е списокот на селата во кои имало скриено оружје. Турската полиција, барајќи ги убијците на бегот спрема македонското невино население, од Виница и околните места применувале репресивни мерки, малтретирале, тепале, затварале и слично, при што почнале и потера по Ангел Винички. Ангел по брза постапка организира скриено оружје во селата да се пренесе на други места и тој за да не падне во раците на полицијата, со супругата и ќерка му заминале за Бугарија и се населиле во Кјустендил, од каде ги продолжил револуционерните активности. Во 1902 година, во месец септември, Ангел со уште 8 негови соработници престојувале на теренот по село Драгобраште. Тие биле забележани од шпионско око и предадени на турската власт. Испратена е чета од 80 турски војници за да го ликвидираат Ангел и неговата дружина, кои илегално престојувале на Драгобрашкиот терен. Турската чета го заобиколила Драгобрашкиот терен и многу предпазливо пребарувале. Откако Ангел и неговата дружина дознале за нивната потера, 5 мина од нив успеале да се пробијат преку обрачот на турската чета, а Ангел и уште тројца се забарикадирале и воделе неравна борба со турската чета. При повеќе часовите престрелки од турската чета биле убиени 30 војници и поголем број ранети. Истовремено биле убиени и тројцата соработници на Ангел, така да Ангел останал сам да дава отпор. Откако ги испукал сите патрони и патроните што ги оставиле од неговите други тројца сопруци, одлучил сам да се самоубие. Со едноминутно молчење и полагање цвеќе денес пред спомен плочата на Ангел Винички во село Драгобраште се поклонија представници од организацијата на пензионерите и борците од Виница, Колчан и Штип, градоначалникот Ивица Димитров, представници од училиштата, како и општинското здружение на пензионерите.